Почитувани, добар ден. Време е да започнеме црвена линија. На 24 мај го чествуваме делото на светите браќа Кирил и Методи, оние кои не само што не описменија, туку ги поставија темелите на словенската културна идентичност. Нивната азбука не е само писмо, туку мокно оружје против незнаењето. Освен хуманата мисија со создавањето на писмото, Кирил и Методи имаат огромна заслуга за обединувањето на словенските народи, но и за вграднувањето на нашиот идентитет во европската цивилизација. Нивната просветителска мисија започнала од Охрид, а во Рим го добили и папскиот благослов, каде папата Адриан II ги осветил првите словенски книги, што и денес е забележано на плочата во базиликата Санта Марија Маджоре. Затоа со право се сметаат за едни од највлијателните личности во историјата на цивилизацијата, заслужено носејќи титулата апостоли на словените. Може слободно да кажеме, Кирил и Методи не вградија во Европа пред 1000 години. Нашиот јазик, нашата култура, нашата историја, се тоа го имаме благодарение на нив. Но прашањето е, како денес го чуваме ова наследство? Дали навистина го цениме богатството што ни го оставија, а тоа е азбуката, јазикот, културниот идентитет? Црвена линија, како и секојдневно, така и денес во овој петок, има анкетно прашање за вас. Ако не сте меѓу оние кои што не следат на Инстаграм, време е да го сторите тоа. Заследете го профилот на Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Штом не заследите, веднаш кликнете на Инстаграм стори. Црвена линија денес како анкета ве прашува: дали 24 мај е само уште еден датум во учебникот? Имате две опции за одговор: да, не. Кликнете на полето кој што е ваш одговор. Секако Инстаграм, односно имаме опција која што ќе ги регистрира одговорите, ќе ги сумира во проценти и секако ќе ги соопштиме некаде конкретно ова издание на Црвена линија. А како и секоја црвена линија, верувам дека и во ова ќе земете активно учество и навистина еве ќе споделите и со јавноста и ќе дадете одговор на нашето прашање дали навистина го цениме богатството што ни го оставија Кирил и Методи, а тоа се азбуката, јазикот и културниот идентитет. За учество во Црвена линија доволно е да го завртите телефонскиот број 02 307 0005. И ве замолувам, кога станува збор за Црвена линија, особено доколку за прв пат ќе посакате да се вклучите во ова издание, верувам ќе ви има многу такви, кои што ќе дебитирате. Имајте во предвид дека веднаш треба и целосно да е намален тонот на ТВ приемникот. Затоа што е најдобро јас и вие да се слушнеме телефонски, од режија ќе ве превземат, ќе стишите целосно на 0, и тогаш секако нема да имате чувство дека не сте вклучени во програма, дека некој друг може би зборува наместо вас, а и подобро ќе се слушнеме. Еве и уште една напомена пред да почнеме со вас. Внимавајте, тајмерот за едно вклучување, едно јавување е 90 секунди. Секако секогаш сте добре дојдени и по втор пат и по неколку пати да се вклучите во Црвена линија за нови 90 секунди. А ако сте подготвени, можеме да почнеме. Добар ден! Добар ден, добро се видоме. Па еве, дали доволно се грижиме и го негуваме ова богатство што ни го оставија браќата Кирил и Методи? Не. Азбуката ја пишале Кирил и Методи. Не е само во Македонија. Туку и во Руса, ја руски студирав. Така, тие се се словенски просветители. Азбуката, овие букви, ја, ју, јо, тврди знак и мјаки, а другите се кирилица. Кирилица, што е пишал Кирил и Методи. А сега не се поштоват. Наместо тетка, вике дада. Наместо да ведете по куќите, велкоме. Наместо сестра, дада, вике. Македонскиот јазик е од секогаш. И Србија, азбуката е македонска, кирилица. И Русија, ти кажав, зашто се студира руски јазик. И така сега не е поштовен. Ќе појдеш по некоја кафана или продавница, ќе зборуваат на друг јазик.
и песми кои ќе пуштат не на македонски, туку на онај други оние што не се песни. А јас сум пејач и не сакам такви песми. Јас сакам македонска музика и македонски јазик. Јас бев учител во Песела, ти кажа. Така, нимате кажано редовно, не следите и редовно учествувате во Црвена линија. Драго ни е за тоа и благодарам што и вие сте денес првиот гледач со кој што ја започнуваме дискусијата во Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, во меѓувреме додека да слушаме еве какви одговори ќе дадете во однос на тоа колку го цениме богатството што ни го оставија се словенските просветители Кирил и Методи, секако тоа е азбуката, јазикот и културниот идентитет. Дали доволно ги негуваме, ги чуваме, ги цениме и секако дали 24 мај е само уште еден датум останат во учебникот. Црвена линија токму вака изгледа кога станува збор за Facebook, социјалните медиуми, профилот на Црвена линија, заследете го. Секако некој од вас може би ви е далеку полесно да дадете одговор, да учествувате во Црвена линија преку пишување коментари. Тука секако и ќе ве охрабрам, пишувајте, споделувајте, а темата редовно паралелно се објавува на Facebook и на профилот на Телма телевизија. Дали може да продолжиме со вас? Добар ден. Христос воскресе. Господине Талев, вистина воскресе, па еве како го негуваме и чуваме ова богатство од идентитет, азбука, секако јазик кој што ни го оставија Кирил и Методи. Прво, ќе видиме доследни на Свети Кирил и Методи, ако се поздравиме со Христос воскресе, пошто тие пред се светители, имаат чин светители, тоа нешто највозвишено, еден човек кој живеел на овој свет да добија чин да стани светител, а тие плюс се рамно апостолни светители. И кога зборуваме за нив треба пред се да, ако ги следиме и почитуваме, треба да сме православни христијани со одење на богослужби. Оти тие биле служиле литургии. Сега замисли утре е државен празник, нели така, иако е сабота, неработен ден, колку македонци биле на литургија за утрешниот празник. Еден на 100 може би. И како тогаш тие ги почитуваат Свети Кирил и Методи? Знаеш кога почитуваат некои македонци? Кога се заинтересирани за Свети Кирил и Методи? Ако рече бугарите се бугари, тогаш само може да се јава какво бугари, наши се македонски. А како покажуваш дека се наши македонски, пишуваш латиница, немаш чувство, ти во кажа, национален и културен идентитет. Македонец кој не пее македонски песни, кој не зборува македонски чист јазик, тој не е македонец. Шо е? Попара, бучкоруш. Затоа велам, убава тема се ставиле да пишуваме кирилица, да зборуваме македонски јазик, да пееме македонски песни насекаде, нели во Македонија, и да одиме на богослужби. Така ќе видиме, еве сега во 5. Благодарам многу, потсетувам само внимавајте тајмерот одбројува, така е предвидено, тоа е правилото на Црвена линија, 90 секунди за едно јавување. И ајде сега од вас еве да слушаме секојдневно еве низ вашата пракса како граѓани постојано нели можете и забележувате дали всушност ние еве како земја денес го чуваме наследството кое што ни го оставија се словенските просветители Свети Кирил и Методи, дали доволно го негуваме јазикот, азбуката, културниот идентитет или можеби празникот денес сме во пресрет на утрешниот празник 24 мај, кој што воедно е празник на чествување токму на делото на светите браќа Кирил и Методи. И дали овој празник е само уште еден датум во учебникот. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, ние ќе продолжиме понатаму, секако оние кои што го негуваат и го градат нашиот јазик, секако го чуваат делото на се словенските просветители, се токму просветните работници. Всушност, ќе потсетиме дека на УКИМ се одбележа 76 години од основањето со токму награди за најдобрите студенти.
Зборуваме многу нели за тоа колку е важно да го негуваме јазикот, го зборуваме нели и тоа и нагласуваме колку треба да сме горди на она што го оставиле за нас и не само за нас, не случајно ги нарекуваат се словенски просветители Кирил и Методи. Па еве од денешен агол во ова ново модерно време ви се чини ли дека доволно го негуваме оваа оставштина која што ни е предадена, тоа е азбука, јазик и културен идентитет. Добар ден. Добро, во продолжение јас ќе ве охрабрам, верувам дека многу секојдневно слушаме колку е важно да се негува традицијата, културата, јазикот. Навистина има и голем број реакции во однос на тоа што барем во праксата во последно време најмногу можеби трпи јазикот. Не се почитуваат правилата, не се зборува современиот македонски јазик, така да зборуваме, гласни сме во однос на традициите и културата, но еве според вас дали праксата го покажува сосем тоа спротивно. Ке подсетиме уште еднаш дека на 24 мај го чествуваме делото на светите браќа Кирил и Методи. Двајцата се солунчани кои не само што не описменија ке подсета, туку и ги поставија темелите на словенската културна идентичност. Нивната азбука не само писмо, туку е и мокно оружје против незнаењето. Освен хуманата мисија со создавањето на писмото, Кирил и Методи имаат огромна заслуга за обединувањето на словенските народи и за вградување на нашиот идентитет во европската цивилизација. Јас секако ќе ве посетам, еве, да покажеме и докажеме и практично во однос на црвена линија, кои се вашите ставови гледано од овој агол денес, кога сме во пресрет на државниот празник. Дали 24 мај ви се чини дека остана само како празник кој што е забележан на календарот и едноставно го има епитетот неработен ден. Но дали тоа треба да биде така? И дали сметате дека доволно ја цениме и негуваме оставштината токму од се словенските просветители, а тоа се свети Кирил и Методи? Добар ден! Добар ден, Македонија, сега нека биди. Ајде, уште еднаш повелете, ве слушаме. Па пред јас себе како човек со години наназад си го славам мој празник, нечи ги почитувам сте Кирил и Методи. Еве сега во 17 часот во Прилеп имаме црква сте Кирил и Методи. Во 17 часот почнува вечерна служба. Јас сум мисли сега за да одам на вечерна служба. И така ги почитувам тие наши европски, словенски и македонски светители. Одам на вечерна богослужба. Утре се служи сабајна литургија. Одам на литургија. Оти тие се пред се светители, Христови апостоли. Зато се оди централно на литургија, така се прославуваат било кој светител. Од тука татко ми се викаше Методија, Бог да го прости. Му слававме имен ден порано. Значи, и во Прилеп има многу киревци и методиевци, се слават како имен дени. Сега, на YouTube најдов едно видео, каде во Русија, на площад, направена огромна бина со стотици музичари и стотици хористи. А десно од нив на платно иконата, на огромно платно иконата на свети Кирил и Методи. И се велам, ти во славјанска Русија на площад, колку торжествено се слават свети Кирил и Методи. Каде така ние ги славиме во наша Македонија? Каде ги славиме така ние? Што правиме? Ние сме нивни следбеници? На кој начин? Со неодење в црква? Со неживење православен христијански живот? Со непишување на кирилица? Со непеење македонски песни? Со зборување турцизми, англизми, србизми, со попара правење од нашиот јазик? Зато луѓе апел да сме достојни македонци, достојни православни христијани, да видиме достојни, еве денеска, свети Јоаким Крчовски е денеска празник. И тој бил наш игумен, монах и преродбеник, така, го учевме на училиште. Благодарам многу еве за повторното јавување. И сега додека еве со нетрпение очекуваме да ги слушнеме вашите одговори, бидејќи знаеме дека сте активни што се однесува до темите врзани нели кога зборуваме за социјални и политички теми. Еве денеска зборуваме токму на 23 мај во пресрет на 24 мај кој што
е датум каде што ги чествуваме, го чествуваме делото и секогаш никогаш не треба да се заборави значењето на се словенските просветители, а тоа е браќата Свети Кирил и Методи. Тоа покажува всушност, еве и ќе покажеме и докажеме, верувам, како гледачи, дали ќе има и доволно интерес кога веќе зборуваме за тоа колку и како ја цениме оставштината на најголемите просветители. Дали се повеќе датумот станува датум за неработен ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Дали може од режија да укажат на гледачот или гледачката дали е намален тонот на ТВ приемникот? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Добар ден. Ќе го намалам, момент, дали сум ја на линијата? Секако дека сте и затоа не може да се слушнеме затоа што ви е пуштен тонот на телевизорот. Добар ден, еве го намалувам. Момент. Еве, ќе ве молам, не може тале да се јавува 100 пати, ја прв пат ми се јавувам во емисија. Многу ми е драго и верувам не е последен пат. Слушам неговото предавање, почитувам све. Он над македонците. Ајде кажете ни вие ваше мислење, тоа ќе ни значи многу, повелете. Што да ви кажам? Почитувам све. Ама не може, вие го уклучувате, цел еднаш го слушнав, тој пат не може да го слушнам. Ја прв пат во емисија, после толку години ви се јавувам. Па до сада не тој човек више. Ма знаете, слушајте ме, ве молам, зошто, ве молам. Во парламент не го стаат, нека ја оброи Македонија. Многу ми е жал што повеќе се вклучувате за да кажете колку ви иритира гледач кој што ете има право да се вклучува колку сака пати. Не можеме ние да им забраниме на луѓето да се јавуваат. Како не го разбирате тоа? И многу ми е жал, еве за прв пат се вклучувате во црвена линија. Имаме тема која што мора да признаеме, постојано зборуваме колку ни е важна културата, јазикот, историјата. Практично ќе кажам се удираме во гради во однос на тоа, но еве според вас, дали сметате дека доволно го цениме богатството што ни го оставија, нели, се словенските просветители, браќата Кирил и Методи. И наместо еве да посакате, можеби и тоа е сигнал некој во однос на тоа да посакате да проговорите токму за нашиот јазик, за она што го оставија богатството, идентитетот, културата, тие се воедно и се словенски просветители. Многу ми е жал кога едноставно добивате порив и желба, а не гледате 90 секунди да ги искористите за да ги критикувате гледачите. И запомнете, ние не сме тука за да ви браниме колку пати ќе се вклучите. Апсолутно не. Но она што црвена линија секако не го допушта и не го дозволува е начинот на кој што ќе се дадат одговорите. А што подразбираме по тоа? Да се држиме до пристојноста, до етиката, односно да не се употребуваат погрни зборови, вулгарности и секако оно што е исклучително важно, да немаме говор на омраза и говор кој што алудира на секако на насилие. Ете, тука црвената линија, тоа апсолутно не допуштаме. Добре, дојдени сте, ако ви е полесно и преку коментари и споделување, баш би сакале да видиме какви одговори ќе добиеме и на тоа што ве прашуваме како анкета на Инстаграм, а тоа е дали 24 мај е само уште еден датум во учебникот. Добар ден! Добар ден, Тина. Убав ден, во црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, повелете. Значи, еве, јас свака ќе кажам. Ајде да не се караме, сите ние сакаме да се јавиме и да кажеме своje мислење, а не да кажеме што мисли другиот нега или што мисли тој. Секој си мисли своje и така нека остане. Така. Секој со своje право. Некој размисла овака, некој така. Јас можам да кажам дека денеска се слушнав со две мои пријателки кои работат, едната во медицина, едната во судот, и буквално не знаеа зошто ги пуштиле порано, затоа што денеска е работен ден. Чудна работа, да ви кажам. Еве, ние како пензионери знаеме зашто денеска би требало да е неработен ден, меѓутоа не ги пуштиле порано.
Сега во Тинексот нема да работат утре, фала Богу, толку се среќни, неверојатно. Што се однесува до тоа дали го цениме? Не го цениме. Значи, еве зошто не го цениме. Еден Путин призна дека се описмениле од Кирил и Методи, од Македонија, на некој начин, нели, пред известен период го кажа тоа. Само ние не можеме да прифатиме дека азбуката е настаната тука и дека треба да ја почитуваме. Исто така, литературниот јазик исто не го почитуваме. Има секакви зборови тука во нашиот литературен јазик, не е литературен, више каша попарај. Што се однесува до азбуката, зашто не ја почитуваме? Повеќе се пише во латиница него кирилица, мислам дека тоа треба да се заборави, да се забрани. И посакувам убав ден да не го прескупнам времето. Убав ден. Големо благодарам за одговорите. Драго ни е што со гледачите на Црвена линија споделивте кои се вашите одговори на прашањето, а тоа дали доволно го цениме богатството што ни го оставија Свети Кирил и Методија, тоа се азбуката, идентитетот, културниот пред се идентитет и секако јазикот. Па во однос на тоа еве и вие ќе покажете дали ќе ви биде навистина и предизвик да посакате да учествувате во ваква тема, кога веќе зборуваме во однос на тоа колку ни е важна историјата, она што представуваме нели како народа. Факт е дека оставштината е огромна од страна на се словенските, подсетувам, просветители, а тоа се браќата Свети Кирил и Методи. Еве, интересно е што и гледачката сподели една ситуација каде што нејзини пријателки едноставно изумиле или воопшто немале на ум дека токму порано ги пуштаат денес од работа, бидејќи утре е државен празник. Подсетуваме 24 мај, почитувани, а тоа е денот кога го чествуваме делото на просветителите Свети Кирил и Методи. Добар ден! Добар ден. Повелете ве, кои ќе бидат вашите одговори? Прво за празникот. Повелете. Никој не го почитува. Првенствено ние. И во медиуми, и во секојдневна комуникација користиме србизми и други, англицизми и други работи. Поради тоа што никој не се посветил доволно да го збогати речникот. Тие ни оставија речник од минатото. Меѓутоа, ние не сме во тек со времето. Зошто е така според вас тоа? Зошто еве како да исчезнува од колективната меморија овој датум? Дури се чудат зошто е наработен денот. Затоа што нема лингвисти повеќе. Кој се занимава со лингвистика и со формирање на нови зборови? Никој. Значи, македонскиот јазик, од сите други словенски јазици, се издвојуваше по 7 карактеристики. Акцентска целост веќе никаде не се употребува. Дури ни во медиуми не ја употребувате акцентската целост. Во македонскиот јазик нема падежи. Има родови. Меѓутоа тоа сите го заборавивме. Доволно беше, мислам. Одлично беше, благодарам. Многу драго ни е што споделивте. Секако го споделивте вашиот одговор со гледачите на Црвена линија. Останете секако и продолжете да не гледате. Добар ден. Здраво. Здраво, повелете ве, слушаме. Па ја утре кидам у Софија, ќе го славам денот. Мислам, ја како што знам, тој е бугарски празник. Свети Кирил и Методи, така, не? Како што знам, нашите комисии што беа преговори, што правеа, го прифатија бугарите дека е нивни овој празник, така да ја и у Софија утре ќе славам. Јас сум сигурен дека утре и нема да работат ни продавници, ни маркети, ни кафани, ништо нема да работи. Бугарите здушно ќе го слават овој празник, овој ден на се словенското описменување. Така да, што повеќе ние, што бараме сега ние? Ние не сме ни Македонија, ние сме нешто аморфна маса, пластелин, нација, северно македонци.
Така да што ке Свети Кирил и Методи? Нема никакво значење више за нас ова. После вакви влади, што 30 години само ја продаваат, ја уништуваат и ја девалвираат оваа држава, што сега ќе славиме ние Свети Кирил и Методи, нема зашто. И си слават бугарите. Ке си идеме утре на свиждање таму, што викаат по нивно, и ќе си тераме празник, ќе уживаме. Што сега ние учиме тука азбука која не е ни нивна. Ние учиме Караджица. Вук Караджиц. Ја како што знам, само едно З е дадено плюс у нашиот јазик и ние имаме. Благодарам многу за одговорите. За сите останете кои што ќе се вклучите, ве молам само внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди. Па еве да докажеме практично дали можеби ќе бидеме доволно интригантни до вас за да дадете нели активно учествува денешна тема на Црвена линија. Тоа е дали доволно го цениме богатството кое што ни го оставија се словенските просветители, а тоа се браќата Свети Кирил и Методи. Дали според вас утрешниот празник е само државен празник, неработен ден, кој што ете така ќе остане во однос на значењето на календарот, или можеби е сосема поинаку според вас? И дали доволно го чуваме и негуваме наследството кое што ни го оставија Кирил и Методи? Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако, повелете. Благодарам. Прво сакам да им го честитам на сите се словенски народи кои што го празнуваат празникот Свети Кирил и Методи, а посебно сите оние кои се викаат Кирие, Методија, Кирила, Кирило и така наши, а ќе му честитам и на моето родно село Песочен, каде што го слават како селска слава, и на мојот брат Лазар да му е честита славата. Сега да почнеме околу темата. Ја мислам дека сепак ние сме словенски народ, треба да го почитуваме словото на нашите браќа Кирил и Методи, кои целосно се вложиле во писменоста, ја напишале азбуката, не само што за нас напишале азбука. Тие се поканети да бидат и во Моравската мисија, каде што и тамо отишле да ја шират словенска покана на Ростислав, кој ги поканил нашите браќа да го шират се словенското писмо. И ми се чини дека немаме право да не го почитуваме тоа. Но им замерам на сите нас, меѓу себе, меѓу тие и јас сум еден од тие на кого се замерувам, што не го говориме правилно македонскиот јазик, не го владееме кирилското писмо, онака како што треба, користиме сарбизми. Ке подсетам времето е 90 секунди. Благодарам и вам за учеството. Секако секој кој што сака може повторно да се вклучи во ова издание на Црвена линија. Еве го и првиот коментар. На прашањето на Фейсбук дали 24 мај е само уште еден датум во учебникот, господинот Борчо Иванов еве што напиша. Може ли Натале да му оставите целата емисија, само тој да зборува? Ми е жал што акцентот повторно се става на гледачите, кои што не треба да ви иритираат ако имаат можност да се вклучат и повеќе пати. Тоа нема да го забраниме. Но некако и ова ќе го земам во предвид како одговор на денешното прашање, тоа дали навистина го цениме богатството што ни го оставија светите Кирил и Методи, браќата се словенски просветители, а тоа е азбуката, јазикот и културниот идентитет. Господинот Борчо вели цела недела ви е промашена со темите. Многу ми е жал што мислите така, а уште повеќе би ни било жал кога веќе зборуваме за 24 мај, да мислиме дека е токму овој ден промашена тема. Дали може би ви се чини дека сме некако апатични веќе кон ваквите празници, а секако многу зборуваме за тоа колку ни е важна културата, идентитетот, азбуката, јазикот и така натаму. Благодарам господина Борчо. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ви се чини ли дека е промашена темата? Веќе дозволам да Не, одлична е темата.
Ние на сите им го честитам празникот Свети Кирил и Методи, ипак биле светци, дале писменост на цела Русија, на цела Романија, Бугарија, Македонија, Република Српска, Босна, Србија, сите збориме словенски, кирилица пишуваме. Тоа е писменост, значи некој да ти даде јазик, да ти даде, да ти ги отвори очите, тоа е и се од тука, од кај нас, од Македонија. И ние треба да се радуваме и со Свети Кирил и Методи, да го славиме и стварно треба да си го чуваме јазикот. Јас знам дека и да бидеме сложни како македонци, знам дека имавме претходните години земјотрес, беше запалена куќата, се беше урнато, ништо не беше како што треба, ама еве сега да си ги чуваме, негуваме, си донесеме закон, да се знае дека треба да се збори ова како што е во Италија, во Германија, во Швајцарија, во сегде, во кантоните, било каде. Македонски јазик во Македонија, македонски јазик, кирилично писмо, званично, а дома кој како сака нека се зборува. Значи ние мора да си го чуваме јазикот, идентитетот, а нема што да разговараме и да преговараме. Они биле македонци, дале писменост, тоа го каже и Путин, и треба да се гордееме и да се радуваме за Свети Кирил и Методи. Толку. Благодарам многу за одговорите и сега кој што бевте дел од ова издание на Црвена линија, продолжете да не следите понатаму. А денес темата, односно прашањето до сите вас е дали според вас го цениме доволно богатството што ни го оставија, повторувам, се словенските просветители Свети Кирил и Методи. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали го цениме богатството што ни го оставиле Кирил и Методија? Во контекст на ова би сакал само да додадам едно, дека ова богатство што ни го оставиле предците, меѓу кои Кирил и Методи, е едно круцијално значење, што значи дека треба да се почитуваат и обичаите, јазикот, културата и на другите заедници. И во контекст на ова би сакал да им го честитам на припадниците на влашката заедница денешниот ден, националниот ден на власите, а воедно и да им ја честитам 120 годишнината од признавање на влашкиот идентитет и културата. Што се однесува до прашањето ова што го имате, сметам дека во аманет ни оставено да ги почитуваме јазикот и културата и идентитетот. Обично се вели дека човек без идентитет е како дрво без корен. Значи, ако немате свој идентитет, ако го менувате или ова, вие сте никој ништо и со тоа оставате лоша порака на генерациите што доаѓаат, што треба да не заменат нас постарите и затоа во контекст на ова ја користам ова прилика на сите да им го честитам утрешниот голем празник Свети Кирил и Методи. Благодарам многу за одговорите и сега кој што дадовте допринос да ја имаме оваа црвена линија. Продолжете да не гледате, сега очекуваме да видиме дали всушност оваа тема и ќе пројави интерес и на некаков начин, тоа би било некаков можеби знак за тоа колку всушност датумот 24 мај, денот кога ги чествуваме се словенските просветители, а тоа се браќата Свети Кирил и Методи, оние кои што не описменија, кои што како оставштина ни ја дадоа азбуката, јазикот, идентитетот, всушност ги чествуваме онака доследно како што заслужуваат и дали го негуваме нивното наследство. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, господине Живко. Како сте сега? Видите вака, овој празник е многу голем празник за македонскиот народ. Зошто ова го велам? Па пазете, пред некој што се јави сега што кажа, па договоре до Русија, дури Русија ги признава Кирил и Методи. Меѓутоа, знаете што? Лошата работа е што само пред оваа власт, не дека е величен, имаше една власт која и Гоце Делчев го продаде и продава и Кирил и Методи, дека нивни биле, и да не набројувам, да не бидам негативен. Меѓутоа, замислете на Русија,
да се поклони на азбуката на Свети Кирил и Методи. Па ова ние треба да го прославуваме, не знам како, свечено, не знам со што. Јас не можам да сватам тоа што го правеше претходната власт. Реков, не навивам за ние на власт, меѓутоа тоа беше чудо. Значи, не бил ни Самуил наш, не бил ни Александар Македонски, све да може да прода. И што добија од тоа на крајот? Само неустрамија. Не успеше референдум, тие купија пратеници и го сменаа името. Срам невиден. Срам невиден. Место да се величаме со вакви дејци големи, ние не представуваат дека биле бугари и дека... Благодарам за одговорите. Морам да ве подсетам, затоа и го објавуваме нели времето на екранот, за да можете горе-долу нели да имате во предвид колку време одминува од секундите. А 90 се предвидени, се разбира, за едно јавување. Ајде да се префрлиме ние на Facebook, пристигаат коментари. Еве имаме коментар од Илиш Игнов Илчевски, кој што напишал: ве гледам во моментот и ги слушнав гледачите што збореа, па од повозрасните слушнав дека немаат познавање. Велите азбуката од Кирил и Методи. Биле канети од Ростислав. Путин ви ја шири националноста. Кој е Путин да кажува? Вистината е дека Кирил и Методи се византици, не македонци, родени се во Егејска Македонија, не во Панонија, Вардарска област на Македонија. Тие не ја пишале азбуката наша кирилица. Пишана е глаголицата, кирилицата е пишана во Бугарија, градот Плиска и Преслав. Нашата тема предизвикува најверојатно реакции. Ве можете ви споделив какви коментари има и пристигнуваат на Facebook. За следете не само нашиот профил Црвена линија, сега кој профилот на Телма телевизија, ја објавуваме секогаш темата паралелно и на двата профила. Продолжуваме во живо. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав до емисијата. Благодарам. Среќен празник на сите вас таму, на цела Источна и Северна Македонија. Дали се слушаме? Да, ве слушаме, продолжете. Значи, тоа дело на Кирил и Методи не е од самиот момент, тоа е уште пред нив. Си постои тоа, македонски јазик не е од 10 век или од 8. Македонија постои уште многу одавна. Значи, јас бев агент во Бугарија. Бугарија го презема целиот нашиот јазик, азбука, идентитет, сака да ни земат. И мислам дека државата тука малку наша треба да го земе тоа во предвид. Ние, кај нас нема никакви бугари што ќе признаеме ние која заедничка историја. Тоа е само слабост на нашата држава. Друго што сакам да потенцирам, значи, ево кај нас се формираат тие Институт за македонски јазик, култура, инспекторати. Значи, треба се стават компетентни личности од браншата си сама, а не некои таму на Лазар Мојсов керки таму да водат таа работа. Ние знаеме кои се тие и што се. Благодарам за учеството и за одговорите. Продолжете да не гледате понатамо. Ние ќе подсетиме дека за се словенските просветители, браќата Свети Кирил и Методи, најзначајното нешто е токму Моравската мисија. Мисија која што е важна и за еднината на сите словени. Иницијативата за оваа мисија е дал моравскиот кнез Ростислав, кој за да ја стабилизира својата држава на политички план, преземал мерки за решавање на црковното прашање. За организација на црквата во својата земја тој побарал помош од Византија. Замолил да му испратат луѓе кои Божјото слово ќе го проповедаат на разбирлив словенски јазик. Уште барал и епископ кој би организирал црквата да стане самостојна во однос на Рим. Но и Византија имала свој интерес, па во тоа време на заострување на односите во самата христијанска црква, а за да не дојде до натамошен раскол, му испратиле само учители мисионери,
а не и епископ. Тие мисионери биле токму браќата Свети Кирил и Методи. Добар ден! Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. А валда ти е многу убаво образложи ова, не може ни професор. И точно така е. Значи, нас потекнува од кај нас кирилицата така, се словенската азбука, браќава Кирил и Методи. И исто како што имало наши творци што стварали у Бугарија, они се македонци, а само биле држава Бугарија, работеле за Македонија. Има многу срби што работеле у Будимпешта, у Австрија, у Виена. Па не се ни аустрици, не се ни мажери. Така и нашиве творци овдека било коношеници ги фатат турците па. А ова било, значи, Бугарија свака час као држава таму имале некоја заштита. И затоа стварале као македонци од таму. И друго, нема што да кажам. А ви се чини ли, ве молам, дали ви се чини дека датумот 24 мај се повеќе ќе биде само датум забележан во календарот како државен празник и неработен ден за сите граѓани? Али ја, Тина, се зачудев. Слушај, Тина. Ви слушаме. Ја се зачудев кога бев еден, мислам, такмичење у Софија, 75-80 година. Како го празнуја тони, ја викам, што е ова цела Софија затворена? Така, благодарам многу за јавувањето и сега ако се одговорите. Што ги споделивте со гледачите на црвена линија. Ке подсетиме дека во тоа време словените немале букви, така што Кирил тогаш морал да состави и азбука и да ги преведе неопходните книги на словенски јазик. За составување на оваа прва словенска азбука глаголица, за првите преводи од грчки на словенски јазик, Кирил го искористил јазикот на македонските словени од Солун и околината. Како ние денеска го вреднуваме сето она што ни го оставија просветителите Свети Кирил и Методи? Дали ние доволно го негуваме јазикот, азбуката, го цениме идентитетот и се она богатство кое што токму тие ни го оставија? Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрав и до вас, повелете, во црвена линија сте. Ало, дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете. А дали го цениме богатството што ни го оставија Кирил и Методија? А прво треба и да го честитаме себе си, да си го честитаме овој празник, Свети Кирил и Методи. Исто да сакам да очеститам и празникот на вашиот јазик, вашата азбука, но тие пишуваат латиница. И во Романија пишуваат. Тие не го применуваат Кириловото писма, се прават големи македонци. Тоа се однесува до почитувањето на азбуката, јазикот и културниот идентитет. Во Македонија делимично се почитува, а најповеќе се почитува во Българија, во чиј состав се и пиринските македонци. Тие веќе 1300 години ја почитуваат Кириловата Методиева култура и идентитет. Ние малку се посрбивме. Вук Караджич ни е наметна неговата Караджица. Благодарам за јавувањето, за одговорите, но мора повторно да посетам се додека траеме, ве замолувам, само внимавајте на тајмерот. Интересно е дека има и вакви коментари, реакции и секако ве молам, користете го профилот на црвена линија за да давате одговори преку коментарите, а помалку да има расправја. Но како и да е, дискусија има. Еве повторно пишува Илиш, ве молам да покажеме што се случува, особено кога зборуваме за тоа дали 24 мај е само уште еден датум во учебникот и дали доволно го чествуваме се она што го оставија браќата Свети Кирил и Методи. Повторно Илиш Игнов Илчевски напишал: господинот се навреди дека има български корени
И на неговиот коментар, еве реакција имаме од Мариус Цветанидис, кој што напишал бугарски корен не постои, само постои татаро-монголско-фашисти. Така да имаме вакви коментари и реакции. Но ние верувам ќе се држиме до пристојноста и секако до темата. Денес е сепак 23 мај. Гледачите исто така подсетија дека денес е денот кога се одбележува и културата и идентитетот на власите. Ви го честитам во името на нашата редакција секако денот, но и да подсетиме дека утре еве е 24 мај и дали 24 мај ќе бе и понатаму ќе биде од онакво значење, ќе го чествуваме онака како што заслужува, како ден на се словенските просветители Свети Кирил и Методи, или може би ете во нашата колективна меморија се повеќе и повеќе ќе наликува на државен празник кој што е неработен ден за сите граѓани. Што мислите вие? Добар ден. Ајде, поштовање, Тина. Голем поздрав до вас, повелете. Тоа последното што го кажа, најдобро го кажа и последле така ќе биде. Ќе испадне 24 само за шетање дода делегација, Рим да го посета, да прошетаат покај мостоите. Еве што се случи за азбуката. Блаже Коневски, како го кажа ти актуелната власт, господинот од Кичево, пратеникот, ѓуџето од Небрегово. Што понатаму збориме? Оди некој прилика кој ќе му се пружи во Струга, нека оди, покрај кеот нека побара на македонски пица тие што продаваат по кеот, некаков јазик ќе му одговорат. И дали ќе што слушаат? Што одиме понатаму? Како што иде со години и ова актуелнава и другава, чим името ни го сменија, чим не признаваат као македонци, чим северџани не викаат, самите ние се викаме северџани, што остана понатаму? Џабе се збориме, а знаеме кој биле Кирил и Методи. И че е џабе? Тоа последното ти што го кажа, најубаво го кажа и така ќе биде. Само во учебниците, 24-ти, кога ќе дојде делегација со, гледам, еден куп сурусли, 10 луѓе во Рим, и со папата, и со Матарела, пред се ќе шетат, ќе прочетаат, дневници не знам дали им следува, а ова се ќе се остане така. Благодарам за учеството. Останете со нас. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Први не го честитам празникот на влашката нација, пошто јас сум од Кубанка. И други години да си го слават. Како прво. Како второ, денеска во Струга се отвори еден голем мол на Бизи, кај што на секаков јазик беше напишано, само не на кирилско и на македонски јазик. Првин тоа треба да тој во секоја држава, каде не сум била, да ви кажам, поиќе од 20 држави имам прочетано, ама никаде, а во секоја држава имат нација и националност. Ова никаде најпрви не е пишано јазикот на државата. После е све на другите јазици. Повелите во Струга да снимите во Цумамол и ќе видите, во Набизимол и ќе видите. Само една фирма имат, прво горе е тоа ситно толку македонски, а другото све е пишано на странски. И после министерката за образование. И сите министри досега што беа наредени, не сакам да ги навредам, меѓутоа тие не доведоа до ова дереđe. Министерката и ова последнава не застана за својот македонски јазик. И после ние крив овај, ние крив понај, си сме криви самите. Како сега да речеме, имат и во Струга министер за образование, не ги виде укај надписи? Благодарам многу за тоа што се вклучивте во оваа денешна црвена линија. Продолжете да не гледате. Се уште траеме, така да ќе ве охрабрам доколку може би бидете инспирирани плюс нешто да додадете слободно. Завртете го повторно нашиот број 0230700005. Продолжете и пишувате коментари, а еве и ќе ве посетам дека Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, кој што воедно и најстарата високообразовна институција во земјава, денес со доделување награди за најуспешните студенти го одбележа патрониот празник, а тоа е денот на светите
Кирил и Методи, односно нашите се словенски просветители. Сега прашуваме денес во Црвена линија, дали ви се чини дека доволно сме благодарни кон таа оставштина, дали доволно го негуваме јазикот, азбуката, идентитетот, културата, или се повеќе 24 мај ќе биде забележан како државен празник, подсетувам, кој што само асоцира на неработен ден. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме 02307005. Иако се имаше... Да ме исклучивте, меѓутоа сакам да се надоврзам. Слободно. Не знам зашто јас не реков некој навредителен збор. Не кажавте, 90 секунди одмина, затоа се исклучи. Така, то ние сите, македонски граѓани, што бевме и сите коментиравме во тој на Бизи. Све беше добро. Организацијата беше перфектна. Меѓутоа, каде беше македонското? Каде беше нашето државно? Ја немам против ни една вера и нација. Ниедна. Јас сум на муслимани кума. И само то. До кога? До кога ќе го кривиме? Овај, онај, не знам шо, бугарите, не знам шо. Ние овде внатре, кој бугари дојде она да ги напишет надписите ондека над оние фирми, а? Кој дојде ја? Каде е тој инспекторот во Струга да види? Каде е тој инспектор, само то сакам да прашам. Тие надписи беа направени од пред месец дена. Што правеше тој министерот за образование на општина Струга, не виде како се напишани? Тоа е сета работа. И ве молам да престанете. Доста со бугарите вака, бугарите така. Први да се свртиме кон самите себе. Нашата неспособност да не префаляме на други нации, народности и на други држави. Благодарам многу за јавувањето. Секако бевте прекината и веќе подсетам, затоа што е предвидено 90 секунди за едно вклучување. Но ако почесто и сте активни во Црвена линија, верувам дека ќе ви биде некако и пракса и ќе знаете да го препознаете тоа, да се мери времето. Секогаш сте добре дојдени, се разбира за повторно и повторно вклучување во Црвена линија. Продолжуваме со вам. Ајде да видиме како што и кажа еден од гледачите преку коментар, да видиме дали воопшто и не е промашена темата. Всушност тоа би била една символика, а не е, драго ми е дека е тоа така. Дали всушност еве во пресред и во чест на утрешниот голем празник 24 мај, каде што се чествува и одбележува делото на светите браќа Свети Кирил и Методи, всушност се повеќе ќе биде датум кој што ќе асоцира на неработен ден, или може би, еве, ќе се потрудиме според вас, или може би веќе доволно го негуваме оно што го оставија овие се словенски просветители како богатство и наследство, ќе го негуваме и цениме воедно. Добар ден. Добар ден. Добро, во продолжение, ајде малку околу всушност работата на Кирил и Методи. Всушност, тие одиграли клучната улога во развојот на писмената традиција на словенскиот јазичен свет. Преку создавање на глаголицата, првата словенска азбука и преведувањето на богослужбените книги на старословенски јазик, се поставени темелите на словенската писменост. Клучниот настан, ќе повтораме, токму таа моравска мисија, која покрај верски и културно образовен имала и дипломатски карактер со цел приближување на Византиската империја кон Централна Европа. Па денес ве прашуваме, како денес го чуваме ова големо наследство кое што зад себе ни го оставија браќата Кирил и Методи? Најверојатно времето си дојде. Јас секако ќе се потрудиме да ги собираме сега веќе резултатите. Имате се уште време, ќе одиме со реклами, а потоа веднаш ќе ги соопштиме и резултатите од денешната анкета на Инстаграм.
Ајде сега да видиме онака по рекламите како на Инстаграм одговорија оние кои што не следат. Ако не сте меѓу нив и ви имате доволно време за викенд да не заследите профилот е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. А на прашањето дали 24 мај е само уште еден датум во учебникот, со да одговорија 83%, со не 17%. Благодарам уште еднаш за сите вас кои што ја креиравте оваа црвена линија. Драго ми е што се покажа дека сепак не е промашена тема да зборуваме за 24 мај, односно денот кога го чествуваме делото на се словенските просветители Свети Кирил и Методи. А почитувани и топло препорачувам секогаш да кликнете и на telma.com.mk. Ке бидете брзо, ефикасно и целосно информирани. А уште повеќе препорачувам да останете со Телма, затоа што ќе ви биде многу позабавно, верувам, отколку со нас во Црвена линија, затоа што тука се никој како Нено и Кате. Ти на колку проценти ти ќе не гледаш до самиот крај денес, каква се веќе процентите? Па ќе ве гледам едно 25%. Немам коментар. Знаеш ти да ме изненадиш некогаш, Тина? Пријатно или непријатно, драг колега? Непријатно. Убав викенд. Непријатно.